Земав све. Знам дека ќе земеш, на крај не, дај ти тие работка. Знам што... Добро утро, драги гледачи. Ме собира Васил. Идеме да ставиме првата аптека како наш соработник со целиот систем и воедно и да го тестираме системот дали работи со најава за аптеките како соработници. Сега идеме прво на лепниците да изееме. Идеме на лепниците да ги земеме, па после идеме на лепниците да ги ставиме. Прво ќе изееме, па после ќе ја залепиме. Иначе, со налепниците поентата е ќе ги брендираме аптеките со работници. На вратата ќе има голем QR код кај што сите клиенти на аптеката ќе има 10% попуст на сите наши производи, а додека аптеката ќе има 10% провизија од продадените производи на тој QR код во аптеката. И за тоа ќе си има целосен софтвер кај што ќе се најават и ќе ги гледат сите наши производи, прометот што го направили и останати работи. И тоа не е се. Иначе, за производи што реално ќе видат дека има побарување во нивните аптеки, ќе може да си ги набават со уште поголем процент и да ги имаат на лице место. Мислам дека во оваа магистра кај што идеме сега, они више ги имаат нашите производи таму изложено. Така да, ќе видиме. Сега ќе видиме на лице место. Така. Сега идеме да ги земеме лепенките за аптеките, значи секоја аптека ќе биде избрендирана на вратата со голема лепенка и покрај касата ќе има уште една. Иначе, поентата со Васил кога го почнавме бизнисов пред 2,5 години, првично беше ова, да направиме систем за аптеките, кај што ќе може онлайн да се прават нарачки во секоја аптека, а производите да се доставуваат до крајниот купец директно. Односно аптеката да нема обврска, ни фактура влезна да има, ни да чува залихи. Само да зима процент од производите што ќе ги продаде. Меѓутоа тоаш беше многу рано за вакво нешто и мораше да создадеме бренд и да направиме наши производи за да го почнеме тој систем на многу повисоко ниво како што е сега. Еве ги лепенките како изгледаат. Ова ќе биде на влезната врата и секоја аптека си има свој QR код каде што ќе имаат клиентите попуст 10% на веб страната преку овој код исклучиво, а аптеката ќе има 10% провизија. Овие ќе бидат покрај касата. Го гледаш ли линкот кај те носи? Треба да земи го лаптопот. Како? Лаптопот. Таму си да. Вие седете унатре. Вие мирни унатре. Пу. Зашо меките се даваат кај се. Ти сега, дали е ова рамно, ја не го гледам. Стар човек, толку може. Добар си. Добар сум, ќе видиме колку сум добар. Това времето те покажа. Имаш добра шанса. Па добро излезе. Ај, пробајте го овој скен, дали ќе... Ај скенирај со телефонот. Ма кај мене, гледаш, iPhone-от другачија го дава линкот. А кај нас... Како го дава, кој што прави Да, и сега ти, например, од тука, ево си го фаќа одма, футурио. И кога ќе окликне, од на магистри на рефералот на магистри. И сега, на истиот производ, дојде во ме гледа, на истиот производ, одма му ги дава на 1800 денари, однема 10% попуст, 1665. Кај мене кај сте? Само ако го фаќат близко, ќе видат тоа, да не треба никој да иде метро. Ќе го објави филм. Тоа ќе ве смеи, сега. Сега Не, крива. шо е крив, бе? Пеге, благице, ти крив е. Кој знае кај гледаш, шо е криво крив? Крив е, прав е тоа е. Не бе права е, шо ти е исто е од едно на друго. Па тешки се не можеме. Колкава е комишенот, колку е тотална продажба, колку кликнале, колку нарачале. А ова е тој бекендот од другата Ова е страна? бекендот, ова е делот на софтверот за клиентот во случајов на Магистрафарм. Со нивно лого, нивна адреса, нивно све. И од тука он си ги гледа продукт лист, може самиот. Например, Get Links, овој производ
овој производ, Моите 6 кусури. овој производ, овој линк да го земе и да си го закачи на социјална мрежа и овој со 10% само тој да го продава. Тоа може. Линк. Energy Booster. Овој линк си го клика сам. Пример. Само Brain Booster. И само тој го промовираш на социјални мрежи. Можеш еден по еден. Не мора сите. Си влезам кај мене. Кај тебе ова е твојот панел. Овде ги гледаш купоните. Овде имаш купон, например, каде што е направено, еве го твојот купон. Ова е тоа. И овој купон, тоа што ме праша, го копираш од тука и им го праќаш на сите. Кој ќе го стави овој купон, он цепа со 10%. Тоа што ти тек на тебе, нели, што го откри. Ти реков не сме стигнале до таму. Кажеш што истрча. Ова се креативи кои понатака може се што ќе биде за магистра. Тука се става и на крај на купче он да гледа секој. Ќе влезе во афилиейтите, ќе гледа кај се наоѓа, што се наоѓа локациски, кај да најдам колку работи, контакт лице, све. Опа, чекај, контакт лица кој ти е? Вас, ваше. Завршивме со првата аптека, наш соработник. Од утре треба да седнеме па на состанок и да направиме детален план како ќе ги поставуваме, пошто израчунавме за да офатиме цела Македонија ни требаат 120 до 150 аптеки со работници да имаме, за да може и побрзо да иде испораката во помалите локални градови. Денес по гужвата да излеземе. Пошто еве што се дешава, ништо стандард. Така да од утре седнуваме на состанок да направиме план и мене ми е таргет ако успееме до нова година да офатиме 150 соработници да имаме држава. Треба може побрзо. Па добро, да биде до нова година. Има мрежи што имаат по 5-6 аптеки, 7 ќе гледат. Да, збориме се некоја аптека 150 локации, да. за 150 локации, пошто имаш се, не знам, еден бренд на аптеки има 10 аптеки, автоматски кога ќе почнеш сите одеднаш ќе бидат. Плюс те има и низ различни градови, има и такви помали аптеки, така? Не Па знам. генерално се пореони помалите, големите ланци се насекаде. Али например имаш сега да не ги именуваме, некои ти се само за Охридски. Па и сега што имаме некои се само соработници, за- има цел Охрид и Така е. Струга го држат. И имаш у југот што го држат Гевгелија, Валандово, Богданци, И Доиран. плюс се имаме у систем околу 30 на аптеки. Сите ќе се. Кога ќе ги ставиме у новиот систем на функционирање, автоматски ќе се додаат плюс. И на страна ќе добијат мапа каде може да најдат QR код да си скенираат, да си добијат сите попуст, кој град е. Ако им треба консултација, ќе си имаат аптекар, така да, полека се господ напред. Само што си дојдов дома, планирам се да јадам нешто, ќе къснам нешто малце, 4:30, уште немам јадено, сега ќе ми биде прв оброк. Ќе јадам нешто малце, па да ми спадне, да одморам, планирам да изважбам, па после тоа ќе јадам како што треба. Бидејќи кога правам фастинг од сабајле сум многу пофокусиран, поконцентриран и поише ги завршувам работите. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm Она што размислувам следно, после лансирање на сајтот во Америка, кој се надевам ќе биде за 2 недели максимално пуштен во употреба, е да направам мобилна апликација која што ќе има програми од тотален почетник до напреден вежбач, кој што нема да ви требаат реквизити, ќе ви биде потребно 30 до 40 минути 3 пати неделно и се тоа ќе биде снимено во видео со детално објаснување. Една таква програма веќе имам направено, меѓутоа како e-book. Сега сакам да ја направам со видео, каде што ќе се логираат сите наши клиенти и ќе имаат детално секој тренинг што точно да прават. Ќе биде приспособена буквално за секого. Што току ми заврши финалниот состанок со тимот за веб продавницата во Америка, за 10 дена треба да е пуштена во употреба. Моравме да земеме адреса во Америка да имаме официјална за да ни стигнат документите за регистрација на производите. Сите производи ќе бидат одобрени од FDA. Она што направивме, се договоривме со фабрика за производство на суплементи во Америка, според наша формула да не ги произведе малтене
истиве суплементи плюс со некои дополнителни као гумени бомбони што имаш опција таму да ги направиме во Америка и да ги стави во fulfillment центар кај што направивме посебен договор. И опфаќаме цела Америка со шипинг за 2 дена. Кога ќе се лансира тоа, додека ги тестирам, односно ќе ми треба време да тестирам кампањи, ќе треба видеа UGC да се снимаат во Америка, да се прават, има премногу работа, меѓутоа следно за македонскиот пазар ми е да извадам апликација, тоа што ви кажав и вчера, и iOS и Android со програми за вежбање кои веќе ми се направени како ebook. Ќе треба да ги снимам комплетно програмите. Замислата ми е, ја симнуваш апликацијата, си одбираш програма која ќе ја правиш, сите се за дома, сите се со минимална употреба на реквизити, малтене и да не ви треба, и не ви треба никаков простор, само да имате каде да застанете. Стискате play и си вежбате според програмата со детално објаснување. Сега ќе ви ја покажам едната програма која веќе ми е направена како ebook. Таа е програма намената со сопствена килажа и со ластик. И тоа што највише ми се свиѓа и што си имам потрудено да го направам, е истата програма да ја прави и некој што е тотален почетник, никоја што не вежбал во живота сака да почне, и некој што е напреден вежбач. Значи, за секоја вежба има нивоа и приспособување според вашите можности. Ќе ви ја покажам сега чисто и како ebookот да видите како изгледа. Ево оваа програма која веќе имам направено, како ebook е. Ево, значи, 8 недели од тотален почетник до напреден вежбач. Тука ми се направени со објаснување вака за секоја вежба. Ова истото ќе го снимам во студио со видео, да може многу поубаво и поедноставно да функционира. Седнуваме со Васил на состанок да утврдиме за аптеките целиот систем како ќе функционира и кои треба аптеки да се бркаат следната недела. И до кај стигнавме, што мислиме, што биде? Се уствари у системот не само оваа аптека од вчера. Колку имаме кај нас у систем аптеки што се зимаат директно на фактура. Прво на нив да им го понудиме и тие што викаш од следна недела да се фатат другиве аптеки, директно да им се понуди оваа опција. Понудено е кај сите, генерално имаме зелено светло од сите. Поентата е што треба системски, оваа првата што ние сефте да ја провериме дали се работи кој што треба. Оти поентата е ние пуштивме, тестовите поминаваме уживо како ќе иде, 2-3 дена. Иначе секој од аптеките да знае си има апликација за попълнување документи од типот лого, мого и договор им се дава да подпишат, така па како биде кој што треба да не биде. Што им гарантираме дека ќе им платиме жими мајка нати и после не. Она се гледа систем што има. Чим тоа ни е све средано, ова ќе видиме тест, мада тестот го правеше, функционира кој што треба, така? Сега таму има Таму има една ситуација како ќе ги брои тестовите помина. Сега да го видиме како ќе ги брои, дали добро ги распоредува процентите од типот. Да. Затоа што кај нас сите што идат во аптека ги имаат попуст на единечен производ. Ние имаме екстра кампањи што идат преку дигитална кампања. Ама не, добро, тоа има за еден производ попустот. Ако има поголем попуст, секако го добиваат поголемиот попуст. Да не. Тоа мислам дека добро, нема да има проблем. Само да направиме план како до крај на декември, до крај на годинава да опфатиме 120 до 150 локации. Тоа и нема да иде до декември, до ноември треба да биде. Затоа што ние добро, нека биде таргетот до декември сега, да не биде тензија. Па вака рачунај. Мада добро, ти еден ланец по 15 за поголемите. Некој е 6, некој е 7, некој се 10. Ти кога ќе фати со 5 ланци по 5 и 25 веќе ги имаш утепано прва рука. Од друга страна, покриеноста која ќе ја направиш, колку што е добро да имаш аптеки, толку е лошо да секоја аптека па има исто. Да. Тоа веќе ти какафонија ќе стане, не се знае. Значи, Уреон, поентата е што сега е
ваши 5 минути да стратешки партнери по реони се определат. Ние битолчаните ги имаме охриѓаните, тоа е Содлевчани, ги имаме гевгеличаните за југот. И сега ти не може она има да не изе некоја друга аптека, и секој ќе закачи. Да. Ти им даваш понуда, некој се мисли, па мислам, па не знам, па чекај. Не, добро, да го почнеме тоа и паралелно да видиме кога ќе го тестираме ова со афилиет програмава за физички лица тука и за кол центарот исто. Класичен кол центар веќе не функционира. Не, она како сака нека си прода, дали кол центар, дали онлайн, дали по луѓе ќе ги прода, не навлагаме тоа. Афилиейтот е поентата е да не, како што правиме муавет со аптеките, да имаме 20-тројца по реони што ќе ги водат останатите. Оти ти 130 аптеки не знани дојдат у централа, секој да ти звони. А ти готов си, те уби. Има систем, си се логира и тоа е тоа. Да, ама она за секој проблем те бара тебе, а вака имаш, овој ми е главен за реон Охрид и ми ги води тие 20-30. Овој ми е главен за Гевгелија за југот, овој ми е главен за запад, пример. И ти ние разговараме со петорица. А тие 5 секој си се тепа со колку има под него. Ние тие петорица да ги ставиме у систем, да бркаат, а можеме паралелно да тестираме и со физички лица, да видиме како ќе биде, пошто може да повлече, има луѓе што го работат тоа со години, не е така. Истиот систем е направен е муаветот, треба конкретната понуда што тоа нудиме, затоа што кај аптеките рекламата ја покриваме ние, на друго место рекламата он сам си ја прави. Така да дело треба да води кај него. Види, треба да седнеме состанок со некој посериозен што го работи тој и ќе се договориме секако има опција. Има, ние тоа сме го направили. Паралелно да тестираме и со такви луѓе, физички лица, пошто аптеката ни треба 5 до 6 луѓе што ќе ги водат сите аптеки по реони поставени низ држава, кој што е пример еден за западен дел, еден за источен. Како ќе биде? Вака, нас не ни треба некој што ќе ни ги води аптеките за да ми каже братучетка ми има аптека, еве ќе ти дадам контакт, ти крши глас со братучетка ми и ти мене да ми платиш, јас сум ти кажал здраво да направиш. Не, еве ти го договорот ти си ми посредникот за посредништво и гурање на производ, ти си имаш дел, толку крај и вози го и кажи ми на овој реон мене ми фали таков производ. Океј, тој производ што ти фали ќе се снајдеме дали ќе го пуштиме или не, правиме анализа. Да. Иначе нема логика, кога ќе се направи мрежата, нема логика. Сега имаме ние кога имаме производи со намена. Имаш наменски производи, зимно време имунитет, летно време не знам што. Не. Тоа све ќе стриме, него муабетот ми е. Ќе фатиме неколку аптеки, односно неколку луѓе што ќе водат одреден број на аптеки и паралелно да тестираме со луѓе што имаат искуство со афилиет продажба на производи, бидејќи може да повлечи тоа поише од аптеките ако некој стварно го има тоа, пошто има држава луѓе што го работат тоа, не е дека нема. А ти им даваш све спремно и готово, никој со ништо да не се замара, само по негова мрежа да ги пушти производите. Има луѓе кои за овие 5-10 години наназад по дигитални мрежи имаат продавано еден куп производи и имаат база од по 20-30 клиенти. Епа такви не требаат. Епа знам какви ни требаат, ги имаме. Договорени се, само детали треба да се разбереме со нив и толку. Исто како што има луѓе кои си може со некој од тие следна недела да седнеме. Може до петок тие ќе работи до петок. Договорено. Следна недела петок. Да, следниот петок да работи.